Еве не назад во утринската на Телма во денешното празнично великденско издание и веќе сме во нашата кујна, каде што великденски ќе ви презентираме како да си направите убава екибана или како на една фина техника, сега не на секого му оди добро, но кој е вешт, еве добра идеја како додека ги украсувате јајцата денеска, односно вапцате, и во сабота, ако сакате да пробате некоја нова техника со помош на нашите гостинки, верувам дека ќе се успеете да се снајдете и ќе бидете оригинални, нормално, комшиките треба да се воодушеват, јајцата се фарбаат за комшиите, така е. И за дечињата. И нормално за дечињата. Највише се радуваат. Добре ми дојдовте, господја Добрила Пановска и Марина Пешич, директно од Куманово во нашата телевизија. Ви благодариме прво, вешти жени, нормално. Ви благодариме за одвоеното време, затоа што знаеме овие празници, посебно вештите жени, нормално трапезата е битна. Семејството да се собере исто така е битно. Одвоивте време денеска, ни направивте голема чест и се разбира не удостоивте со тоа што реков ќе презентираме на нашите гледачи на вистина интересен момент, начин овие празнични денови малку жените кои што ете имаат време да се ангажираат. Кому му стигаат пораки, кого го гледаат? Вас Добрила, така, добро. Ги исклучиво сепак. Добро, добри сте ми? Добро. Фала на поканата, што пак не удостоивте во ваша телевизија. Така, Добрила ни е втор пат гостинка, за нова година ни беше, така. Марина прв пат. И сега за овие најубави празници, ние сме пак тука. Така е. Што за вас како вешти жени значат овие великденски празници? Најубави, најрадосни. Трапези кога има и семејство. Точно. Тука си се докажуваме колку сме креативни, колку со голема љубов работиме се. Ами самиот Великден е инспиративен со тоа декорации, нели? Пролет, прво што е во пролет. Пролет, точно. Се тоа допринесува и дополнува за нашите инспирации. Така, и сега пошто сме се уште во великденски пости, нели? Вештите жени обично знаат трпези да ни направат, приспособат, донесат и презентираат. Денеска решивме, нели, овој четврток, ден на јајцата и вапцањето, рековме четврток и сабота за оние кои што не може тоа работниот ден, нели, да си приуштат и се разбира декорација. Еве една идеја за декорација од господјата Добрила ќе презентираме, чисто ќе ја довршиме заради тоа што си бара и време, нели? А потоа и со Марина, незините вешти раце и уметност која што таа ќе ни ја презентира, ќе ја презентираме. Но прво да се навратиме од Жана, вашата Жана од Вешти жени, имаме аманет да презентираме фотографии, кога сме да не останеме должни на оние маси кои што ги презентираме. После ќе си кажеме и за Куманово. И за Куманово ќе си кажете. Јас ќе ги презентирам победничките, а вие, почитувани гледачи, ќе можете да ги погледнете фотографиите кои што ни ги испратија Вештите жени. Неколку фотографии, односно првите 5 се од Кичево, а другите се од Прилеп или настаните кои што се организираат таму. И само да споменеме, Вешта жена 2022 за Кичево е маса број 1, Ана Тодоровска, која што заедно со натпреварувачката за Гран При Оливера Ширгоска ќе ја представува општината Кичево на Републичката Вешта жена во октомври. А овие другите маси од Прилеп, таму да споменеме овогодишен победник на манифестацијата Вешта жена 2022 Прилеп, а воедно и представник на општината Прилеп за Републичката манифестација Вешта жена за избор на Вешта жена на Македонија во октомври е маса број 4 Ане Ристеска. Ги поздравуваме овие вешти жени. Кога сме веќе кај овие надпревари кои што се во најава, само да ги споменеме датумите за оние кои што сакаат и се во близина на тие градови каде што ќе се случува, нели да обично си одиме еден град. И вие си одите, но има и дами, жени и семејства кои што сакаат да уживаат во оние приготвени маси, па да ве посетат, нормално дозволено е кој сака да присуствува. Тоа е традиција веќе многу години уназад. Од други градови да доаѓаат во Куманово, од Куманово одиме. Од Скопје, во Тетово, во Гостивар, во Кичево, кај што сакаме и понапред се пријавиме и така идеме. Добрила, не ви оди со исклучувањето на телефонот, јас ќе превземам тоа. Но прво само да ги споменеме датумите. 29 април во Виница Вешта жена, 4 мај во Струга, 7 мај во Скопје, 8 мај Кавадарци, 11 Тетово, 13 Крива Паланка и 14 каде? Куманово. Кумано! Дек сте кумановчари. Ајде сега да почнеме. Куде сте Куманово? Куде сте, да. Куде сте Куманово? Тоа е дек сте на друг. Овие други, да.
Куде сте? Куде сте? Туј смо. Туј смо, ајде малку може и на Кумановски да Во чуеме. Куманово ќе се одржи на 14 мај во парк ресторан. Заинтересираност е голема, бидејќи 2 години ние паузираме. Да, Тоа е пандемијата, за точно. нас многу. Многу. Например, наша надпреварувачка чекаше 2 години за да почнеме поново, иначе ние сме со кандидати што сакаат да учествуваат по 2 години чекаат за да бидат. Ова случајно се потрефи поради пандемијата. Марина, од кога си ти во веште жени? Нака како млада домакинка. Како вешта жена сум од Сега. секогаш. Не, од Добро, секогаш. секогаш, а иначе? А сега во организацијата вешта жена прв пат ќе учествувам сега. Да, се значи, затоа Да, прав. прв пат ќе учествувам сега, а како редовен гост секоја година. Да. Да. Па нормално. Ој верувам дека тоа те инспирирало да им се придружиш Да. и да станеш, што викаме, со печат вешта жена. Така. Инаку Марина ќе си каже за себе се што во своји можности Да, што да. работи. Една успешна жена, една елоквентна, една многу досетна за сите работи што ги работи, многу креативна, успешна мајка, сопруга, се у суперлатив за Така една е, па ваква што сте ја примиле, мора сите тие прекрасна суперлативи особа. да ги Благодарам. поседува. Благодарам. Добро, ајде да си почнеме за да имаме време да довршиме. Значи со Добрила рековме ова екибана како инспирација за вашата великденска маса. Без цвеќенце на маса Великден не дојде. Без Така е, може да ја довршиме и да ја почнеме. Ќе ми кажуваш нели околу Так. можноста какво цвеќе, како да Јас се од направи. момини солзи обично правам голем венец и го закачувам на таван и со пантлики надоле висат од венецот јајца. Прекрасен мирис. Да. Најубаво цвеќе со најубав мирис. Да, баш Природен. онака свеж, убав Да. природен мирис. Тоа ова се момините солзи белкливе. И лалиња. И лалиња, а обично има и јоргован. Зависи кој датум. Да, јоргованот е да, сега. Да, јоргованот е така исто така. И кога ќе биде од тие најубави цвеќиња, еден аранжман, куќата е убава, масата е убава, домаќинката е задоволна, затоа што својата креација тука ја покажува. Така. Епа можеш да си ја довршиш нели екибаната, остана ќе уште неколку довршам. лалиња. Па, знаете ли што? Се истувка, господја Да. Добрила, се отвориле лалињата, ама топло е овде во студио. Така. Нема везе. Важно се Убаво лали. ќе изгледа, Ќе така се е, изгледа убаво. така е. Добро, а Марина, ајде прво малку наку со презентирајни и Да. почни си со работа за да има време нели да Добро. довршиш да не те брзам. Јас ќе презентирам две техники за вапцање на великденски јајца. Првата техника е декупаж техника. Таа се работи со салфетки. Со салфетки. Јас веќе имам припремено исечоци од салфетки. Еве ја целата Салфетка како изгледа, да, како изгледа. И си го сечеш да, светот. за да не одзимаме од времето. Само нешто што сакам да потпрашам, забајле ние која вапцавме, ни рекоа јајцата за нашиве бои дека требаше да бидат тазе варени, односно жешки. Така. Дали за оваа техника декупаж треба да бидат јајцата ладни, жешки, како подготвени? Може да Може бидат да бидат оладени, ладни. да, Да, може зашто да не си бидат спрашав да оладени, се вајде да, со боите. едноставна е техниката, не бара многу време, не одзима многу време и така. Добро. Сега А јајцето треба да кршиме се едно скрши? свежо јајце, Се да. шегувам. Белка, ради белка. Да, свежо Добро. јајце, за да можеме да ја залепиме самата салфета со белката на Аха, да. значи не употребуваш хемикали Не, некој. се е Значи, природно. самото јајце Да, природно. се е природно. Браво. Значи едно неварено јајце треба да се Неварено скрши живо јајце се крши. и се вади И белката. со белката ја лепиме салфетата исечена од вака. Добро, така, добро. добро. Зимаме јајце. Овие четвичка. другите се варени. Варени треба да Да, бидат. варени се овие, се Добро. варени нормално. Јас тоа се припремив дома, за да овдека не одзимаме од време. Така, чисто само техниката. Да. Ако треба помош, кажува. Јас се Не, тргнав на ворете страна, се. пошто за прв пат во кујната нема место за мене. Ама и добро е да е така, затоа што вашата работа треба да ја презентираме Так. убаво. Така, вареното јајце го мачкаме со белка, каде што мислиме да ја нанесеме самиот украс од салфетата. Јас исечов ружа од самата салфета
И пак ја премачкуваме самата салфета од озгора со белка. Се е природно. Така. Ова е декупаж техника. Значи, тоа е таа декупаж техника. Многу едноставна, да, многу едноставна. А многу ефектна. Многу ефектна, да. Најубаво декупаж техника изгледа ако јајцата се бели, не оние жолти, да, не оние жолти. Значи само да се сварат и да не се вапцаат. Ништо, да. Така. И за дечиња да не се. Да не се вапцат, затоа што самата салфета нели е шарена. И кога ќе дојде онаа боја, ќе се изгуби самото шаренило на салфетата. Така. Дај телефонот, цело време стигаат пораки да го отстраниме. И го исклучу, не знам до кај. Добро, де. Битно, значи, гледаат и коментираат. Дали добро се гледа? Одлично се гледа, има можност И гледачите убаво да најхигиенски за видат. дечињата. Да. Да не се валкат со... Да. Тоа Одлична идеја за сите оние кои што сакаат да имаат. Да. Вака, земаме ушта од белката. Добро, и цело јајце треба да се премачка. Да, жолтката ја отстрануваме нормално во друга здела. А таму кај што не лепиш не мора да се премачкува, така? Да речеме едно цветче ако ставиш. Нема само потреба. Само таму чисто ова е за да нема залепи. потреба, да. Значи од оздола е белка под салфетата и врз салфетата кога ја нанесеме, исто ставаме белка. Така, сега барајте салфети по продавници, кои што се со декорација Погледни цветови. шишето и ова се е во... Е вака. И шишето е декупаж. Да, бидејќи јас декупаж техниката многу ја обожавам и ја сакам, и таа може да се изработува во се. Значи може декупаж да се направи слика, може да се направи корпа, декупаж, кутија за накити, се. Сето тоа знам да го изработам од декупаж. Јас имам изработено... Само да споменемо, овде со белка не се лепи. Така, не се лепи, да, тоа е со лепак, нормално дека е стакло. И декупаж техника ја имам направено на шише, обично шише, и на една обична тегла. И капачи. Да не ми стојат во подрум. Значи треба само фантазија да се има. Украс, така. Украс, ова, може и оваа техника да ја објаснам, не е ништо проблем, не е ништо, да, комплицирано и страшно и не ги, зошто се што знаеш, пренеси го и на друг. Ова предпоставам со лак се премачкува наместо со белката како кај јајцето, така и на истиот принцип се прави. Да. Само што овде со безбоен лак. Прво шишето е сосема изчистено. Сосема го чистиме шишето тоа е бел. И потоа ставаме фарба бела за стакло во сочетка. Чекаме да се исуши првиот слој на бојата и потоа кога ќе се исуши негде чекаме 1 сат време да се исуши првиот слој на бојата. И ја ставаме, вториот слој, али убаво рамномерно, за да не се познава тона од самата четка, да. Потоа ја нанесуваме самата... Втора рака, значи после втора рака одиме на лепење на салфетата. Потоа лепиме салфетата, но убаво ја одлепуваме, нели има 3 слоја салфети, ние ќе ги одлепиме и она што е шаренилото од салфета, ние само тоа го лепиме. Предниот најшарениот, добро. И потоа, за да има трајност на самото шише и на што и да изработиш од декупажот, за да има трајност, ние го премачкуваме со лак. Така. И тоа исто... И добиваме украс. Да, и после... И нешто што ни е старо во домот, можеме да го обновиме и... И еве сега го изработиме, можеме јајцето и тука да го ставиме. Може, одлично. И се совпаѓа со шишето и целата декорација. Ете и декорација. Така е. Иначе, напред имаме исто така други декорации и би само ќе продолжиме, само чисто веќе кога сме кај декорациите. Првото ни е кошничка со црвени јајциња, класични, така. За сабајле правени за вас, за во студиото. Така. Бидејќи само црвени во последно време и една техника стара многу со љуспа од кромит и ливчиња зелени,
вржени во чарапа или тен газа и се пуштаат во боја и тие добиваат само ливчето кај што е бело останува. Тоа е една стара многу техника, а ова во корпичката тука, во оваа кошничка има од сите техники. Од кристали, од желатини, мајка ми беше многу креативна и сите прсти со водени боички, а јајцата ги поминуваше во туткал, одеше кај тишлери стари, да земе туткал, го разредува во вода и само во еден тенок слој јајцата ги поминува и со прстите ги шара и они се разливаат боите и секој јајце беше како калеидоскоп. Порано биле покреативни, немало во продавница да се најдеш изврти низ рацете само неизини. добиваш така. И така, јас и тоа многу години такви применував, но сепак тука сега сум со ток на времето и со сите техники сега што ги има. Да. И да споменеме овие колаченца убави кои што ни ги правиш и ни ги донесе Марина, да ги презентираме, нели треба само да се има креативност и да Великден да биде уште пошарен, поубав и нели инспирација да има на сите страни. А има и нуди овој празник. Така што овие се колачиња. Ова се медењаци, познати медењаци, да, на природна база. Тука во нив состав е домашно јајце, мет има во нив, ванила, цимет, ѓумбур, така да доста квалитетни за децата. И децата многу се радуваат на овие великденски колачиња. Јас овие колачиња со голема љубов ги работам. Ама имаш и нарачки, така? Можете и луѓето да си нарачаат, мене ни скромна. Да, ако сака, да. Да, може на Инстаграм. Јас со љубов ги работам, да. На Инстаграм не, ама на Фейсбук, да. На Фейсбук? Да, на Фейсбук. Марина Пешич. Марина Пешич, ќе ја најдете, по декорациите ќе познаете дека е таа. Добро, ајде да се вратиме сега за да имаме време и за ова другава техника. Уште една идеја за нашите домакинки за украсување на великденските јајца. Е, вака. Ова шише од дома јас го спремив, обично шише, јас ќе си сече со скалпер или со нож. Се сече. Ова е креп хартија, позната креп хартија или старите ја викаат жива хартија. Живата хартија или креп хартија, кој како сака нека ја каже, таа се сече колку што мислите дека треба да се замота во едно јајце. Јајцата јас ги приготвив од дома, тие се варени, така, за да јајцата бидат вака бели, треба додека се варат што повеќе оцет да се стави. Самиот оцет ги избелува јајцата уште повеќе. Колку се побели јајцата, толку подобро ја впиваат бојата. Не па тоа до кокошката? И крепка. Не. И од жолти јајца може бели да биде. И од жолти јајца може бели. Да, и од жолти јајца. Цувкаат и не нашле бели јајца, им ги купиле, да речеме, сега периодов. И жолтите јајца може да се обелат со оцет додека се варат. Колку повеќе оцет има во самата вода за варење, толку повеќе ќе ви се бели јајцата. Така. Добро. Еве ја исечената хартија креп. Таа може и вака, ама за да подобро се ишара самото јајце, јас ја сечам и на средина, вака, за да прими од повеќе креп хартија, односно бои. Самата креп хартија, вака исечена, јас ја спуштам во самото тањирче со оцет. Оцет има во него, креп хартија ја спуштам во оцетот. Само заборавив да ставам ракавици. Ќе ме почекате малку. Ќе почекаме. Ќе ми бидат лилакави рацете. А иде празник. Ти си пушти хартијата? Да, пушта многу боја. Многу боја пушта. Ќе треба да одам со лилакави раце. Чекај вака сега. Ова која ќе ти треба ќе ми кажеш, јас само да го помештам за да може камерата убаво да снима и тргни ги белката и жолчката на страна, пошто не ни треба да работиме друго. Е така. Е така, за да можат убаво. Бидат близко. Не така. Е така. Само малку извини за брило. Еве ја креп хартата. Е вака. Таа е намокрена со оцет. Е така, за да може да. Виткаме јајцето во неа. Значи самата хартија пушта боја. Пушта боја, да.
само процесот е малку подолг за да ја прими бојата, а изгледаат прекрасни. Јас ќе ви покажам Добро, после. да. 3-4 сати треба да стојат самите варени јајца во креп хартија во ваква пластично шише. А зошто пластично? Епа сега ќе видите. Ја многу брзо. Така, да, вака. Затоа што кога ќе ги наредиме нагоре јајцата, сега ќе ставам жолто, па црвено, па зелено јајце и така. И сега како капе самиот оцет, од кој што е мокро самото јајце, како капе на друго јајце, па на трето јајце, тие самите се шараат. Да, но самиот процес... Ако сакаат други бои да имаат. Ако сакаат да речеме Само ова лила. боја, да си го поместат на страна, да не се мешаат. Па велик да не нека се шарени. се мешаат. Нека се шарени јајцата, да. Ние децата сакаат, нели, пошарени, повесели. Така. Ви како треба Бој на помош? јајца, нема проблем. Борете се. Еве Може сега уште второто едно, јајце. што има веќе го. Да. Јас ќе го убрзам процесот поради Време. Па тоа не мора да го сечеме, одма да не мора да го замотаме. сечеме, го Истиот покажаме принцип првиот- во оцетот, така, хартијата. за да не одзимам од време од самата емисија. Така, и се реди во шишето. Шишето ни е заради ова, но може во друго садче, така? Не мора, да, ама зошто ги- мора Ќе вако го шише? фрли, после го нема да се практична извади страна. после За бојата? бојата нема да се извади Добро. од некоја друга. Добро. Марина, ќе те Садче? замолам, од ова доволно им прикажавме, сега да ги одмотаме, Да, за да имаме може, време. може Да, во ред. значи си ги редите Ова е- нагоре, рековме да. секоја различна боја. Нагоре се реди ред по ред јајце и тоа колку се пошарени, например, лилакаво, розево, жолто, црвено, зелено, така пошарени пушти. надоле ова. А во ова Да шиша не бидат треба слични боите, можете баш да ги комбинирате едно со друго да бидат различни. Да речеме, ако е потемна боја, посветла, за да шарата испадне поубаво. потемна, посветла боја, така најубаво, Да. и да стојат едно 3-4 сати во шишето, за да попримат сите јајца убаво Генерално да боја. се исушат. Така. Вака припремени јајца, јас еве веќе имам сготвено од дома. Така, за исушени. Така, јас сега ќе ги одмотам за да видите вие како тие самите добиле шара и се обоиле. Видиш какво Што се колешке, убави. Да, видиш што се убави. Другата година вака ќе ги правиме. А не да се гориме ни од Еве, сабајле. повелете, ова Глего е, лилакче, Браво. еве, убаво. да, Жолто. жолто, еве го жолтото, како примило. Од сите Кој бои. си гледавте утринска на Телма, главни ќе бидете за Великден домакинки. Еве ви Гледај финта го, жолто. како Да, да ви бидат жолтото. јајцата оригинални. Едноставно, лесно. Едноставно, а наистина Ефектно. впечатливо и ефектно, да. Да. Едноставен процес и доста поевтин него бои да купувате. Така. Самото пакетче кое што ќе го најдете во книжари кошта едно 30 денари, целото пакетче А од од шарени него? бои. Така да и ефтин процес ви е за Така. правење на Так, Марина, великденски ти јајца. отпакувај ги, Ваш. за да добиеме во време, нели, за да ги испочитуваме и следните наши гости. И јас Нема мислам дека проблем. презентиравме се, еве ја екибаната, лалињата Еве се и ова, отворија. како е. добро, Тоа за е љубов, тоа, за па уште среќа, поубаво. така Па е. така. Ви разцвета. Ви благодарам многу за одвоеното време. Ќе се видиме наскоро многу Да. и ќе зборуваме и Се за надевам. останати рецепти Па, и малку надпревари. повеќе ќе се бавтате со нас, но за убаво, бидејќи 30 години Така е е. вешта жена и од оваа година фактички сите градови слават 30 години од постоење. Некој 28, некој 29, некој 15 години. Како се вклучуваат градовите, така и ќе се слави. Но 30 години не е малку, малку. како малку. Има и повод зашто сме тука, а и ќе сме повеќе во ваша телевизија. Така. Ви посакувам срекни празници. Фала и на вас. Еве први да нека биде Христос воскресна, нели? Навистина воскресна. Да си бидете со вашето Најубав, најрадосен, најблиски, така. со вашите семејства. И навистина ве очекуваме следна прилика. Секогаш ни е задоволство кога вештите жени вешто ни презентираат што Фала знаат и умеат многу. во нашата кујна. Благодариме на поканата. Да, и го секогаш честитаме празникот на сите православни верници во Македонија. Така И е. пошироко. и ги поздравуваме Сите што сите не вешти гледаат. жени во сите градови на Македонија. И ние овде од Телма И исто од го Телма, правиме. Така точно. е.